социјален инженеринг и најпознати опасности при користење на компјутер се нели вирусите и хакерите. Најчесто за хакерите се мисли дека тие имаат големи технички знаења, па затоа може да хакираат, што доста често е вистина, ама исто така хакерањето побарува да си имаат и човечки вештини, бидејќи најчесто најслабата точка во компјутерскиот систем е токму човекот. Хакерот го хакира вашиот компјутер, односно вашиот компјутерски систем со тоа што ве хакира или надмудрува вас. Ова се нарекува социјален инженеринг. Нападите со социјален инженеринг не ги искористуваат слабостите во компјутерските системи и мрежи, туку луѓето кои имаат овластен пристап. Нападите се успешни бидејќи користат манипулација, хитност и притисок и не дозволуваат жртвата да има време да размисли што прави и дали тоа што го прави е безбедно. Примери за ова се: хакерот прави лажна имејл адреса која е слична со она на банката и ви испраќа порака дека итно мора да си ги ажурирате потоците со кликнување на испратениот линк. Со тоа ги добива вашите информации и добива пристап до вашиот мејл. Потоа преку вашиот мејл представувајќи се како вас си испраќа пораки на вашите пријатели дека не знам, сте се заглавиле некаде во странство, сте ги изгубиле вашите пари и документи, потребно е да ви пратат пари за да можете да се враќате назад преку некоја сметка, исто така праќа бројна сметка на која може да ви ги пратат парите. Сметката нели нормално нема да е ваша, туку на хакерот и вашите пријатели ќе пратат пари на сметката без вие тоа да го знаете. Исто така важно е да се воочи дека при социјален напад хакерот се представува како некоја доверба. Тоа може да е пријател, колега, претпоставено да работа, лице од банка, позната личност или представник на некоја јавна институција. Акцијата секогаш е итна и нешто мора ургентно да се заврши или направи поради некоја причина и за извршување на потребите, најверојатно се бара за обиколување на стандардната постапка и процедура поради самата итност на ситуацијата. Како да се заштитите? Поради разновидноста на нападиве не може да се кажат мерки кои со сигурност ќе ве заштитат од овој вид на напади. Само можам да ви препорачам да размислувате убаво пред да направите било какви постапки. Убаво читајте ја пораката која имате добиено и доколку во пораката е засегната некоја друга страна, например банка, ваш пријател или надреден од работа, воспоставете контакт со нив преку друг медиум, порака на друго место или преку телефонски повик за да го потврдите тоа што го имате добиено во пораката.